Дали ќе постанеме бесмртни до 2030 година? Јас не можам со сигурност да ја предвидам иднината, но врз основа на моето јавно научно разбирање нема докази кои сугерираат дека лек за бесмртност ќе биде развиен до 2030 година. Концептот на бесмртност или живење за секогаш е сложен и повеќе слоен, кој покренува многу научни, етички и општествени прашања. Додека истражувањето е во тек, во областите како што се старењето и долговечноста, моментално барем не во јавноста не постои познат лек за бесмртност. Постојат многу фактори кои придонесуваат за старење и смртност, вклучувајќи ги генетиката, факторите на начинот на живот и изложеноста на околината. Додека научниците постигнаа значителен напредок во разбирање на овие фактори и развивањето на интервенции кои може да го забават процесот на старење и да го зголемат животниот век, се уште има многу што не разбираме за процесот на старење и како може да се манипулира со него. Важно е да се забележи дека потрагата по бесмртност покренува многу етички и социјални прашања, како што се распределба на ресурсите, пренаселеноста и социјалната нееднаквост. Затоа дури и ако треба да се развие лек за бесмртност, тој ќе треба внимателно да се разгледа и процени во однос на неговите импликации за поединци и општеството како целина. На интернет има многу теории и видеа кои разговараат за можност за продолжување на човечкиот животен век и за постигнување бесмртност. Некои од овие теории се засноваат на научни истражувања, додека другите се шпекулативни или засновани на псевдонаучни тврдења. Една област на научно истражување која привлече големо внимание во последниве години е проучувањето на старењето и долговечноста. Истражувачите истражуваат различни интервенции кои може да го забават процесот на старење и да го зголемат животниот век, како што се ограничување на калории, вежбање и одредени лекови, додека некои од овие интервенции се покажаа ветувачки во студиите за животни, нивната ефикасност и безбедност кај луѓето се уште се проучува. Друга област на истражување што генерира интерес за можност за продолжување на човечкиот животен век е проучувањето на теломерите. Теломерите се заштитни капачиња на краевите на хромозомите кои се скратуваат со возраста, а некои научници веруваат дека изнаоѓањето начин за одржување на должината на теломерите може да биде клуч за продолжување на животниот век. Сепак науката за теломерите и нивната улога во старењето е се уште во рана фаза, а потребни се повеќе истражувања за да се утврди нивниот потенцијал како цел за интервенции против старење. Исто така, постојат различни псевдонаучни тврдења и теории на заговор кои сугерираат дека бесмртноста е веќе достапна или дека таа е скриена од пошироката јавност. Важно е да се пристапи кон таквите тврдења со скептицизам и да се бараат извори на информации засновани на докази. Како заклучок, иако постојат такви тековни истражувања во областа на старењето и долговечноста, во моментов не постои познат лек за бесмртност. Важно е да се биде критичен кон тврдењата и теориите кои даваат извонредни тврдења без доволно докази и да се потпреме на научни истражувања за да го информираме нашето разбирање за овие сложени теми. Постојат многу теории поврзани со долговечноста и продолжувањето на човечкиот животен век, но една од најпознатите е идејата дека теломерите играат клучна улога во процесот на старење. Теломерите се заштитни капачиња на краевите на хромозомите и тие се скратуваат со секоја клеточна делба. Како што теломерите стануваат пократки, клетките стануваат помалку способни да се делат и да се поправаат, што доведува до процес на старење. Теоријата на теломерите за старење сугерира дека изнаоѓањето начин за одржување на должината на теломерите може да биде клуч за продолжување на животниот век. Истражувачите истражувале различни интервенции кои може да помогнат да се одржи должината на теломерите, како што се вежбање, ограничување на калориите и одредени лекови. Некои студии сугерираат дека овие интервенции може да го забават процесот на старење и да го зголемат животниот век кај животинските модели. Сепак важно е да се напомене
дека науката за теломерите и нивната улога во старењето се уште е во рана фаза. Иако некои студии покажаа ветувачки резултати, се уште има многу што не разбираме за сложеноста и механизми кои се во основа на процесот на старење. Исто така, важно е да се биде внимателен кога се толкуваат резултатите од студиите на животни, бидејќи она што функционира кај животинските модели може да не се совпадне со луѓето. Понатаму, иако теломерите може да играат улога во процесот на старење, тие не се единствениот фактор што придонесува за старење и смртност. Други фактори, како што се генетиката, факторите на животниот стил и изложеноста на околината, исто така играат важна улога. Затоа дури, иако треба да се развијат интервенции за одржување на должината на теломерите, тие ќе треба да се земат во предвид, како дел од поширок пристап за промовирање на здравјето и долговечноста. Како заклучок, иако теоријата на теломерите за старење генерира интерес и истражување на полето на старење и долговечноста, важно е да се пристапи кон оваа теорија со предпазливост и да се потпреме на истражување базирано на докази и да го информираме нашето разбирање за сложените процеси кои се во основа на старењето и смртноста. Друг пристап што е истражен во областа на истражувањето на долговечноста е употребата на сенолитички лекови, кои ги таргетираат старечките клетки кои престанале да се делат и повеќе не функционираат правилно. Клетките што стареат се акумулираат во телото како што старееме и се смета дека придонесуваат за различни болести поврзани со возраста, како што се ракот, Алцхајмерова болест и артритисот. Со таргетирање и елиминирање на овие клетки, сенолитичките лекови може да имаат потенцијал да го забават процесот на старење и да го зголемат животниот век. Исто така, постојат и други области на истражување кои може да имаат импликации за долговечноста, како што се проучување на епигенетиката, матичните клетки и микробиомот. Сепак важно е да се забележи дека, иако истражувањата во овие области ветуваат, се уште има многу што не разбираме за нивните потенцијални апликации во промовирање на здравјето и долговечноста. Исто така, важно е да се земат предвид етичките и социјалните импликации на интервенции кои може да го продолжат животниот век. Например, доколку би било можно значително да се продолжи животниот век на човекот, тоа би можело да има импликации за распределба на ресурсите, пренаселеноста и социјалната нееднаквост. Затоа сите интервенции кои се развиени за промовирање на долговечноста ќе треба внимателно да се разгледаат и проценат во однос на нивните потенцијални придобивки и ризици. Накратко, иако постојат тековни истражувања на полето на долговечноста и старењето, во моментов не постои познат лек за бесмртност. Теориите поврзани со теломерите и старењето на клетките сугерираат дека можеби постојат начини да се забави процесот на старење и да се зголеми животниот век, но потребни се повеќе истражувања за да се разберат сложените механизми кои се во основа на старењето и смртноста. Важно е да имаме пристап на овие теории со предпазливост и да се подпираме на истражувањето засновано на докази и да се информираме за овие сложени теми. Покрај научните истражувања и теориите постојат и различни културни и филозофски перспективи на темата бесмртност и долговечност. Некои култури имаат традиции и практики за кои се верува дека промовираат долговечност, како што се медитација, хербални лекови и одредени диететски практики. Филозофските перспективи на темата може да ги разгледаат етичките импликации од продолжување на животниот век или целосно да ја преиспитаат желбата за бесмртност. Исто така, важно е да се забележи дека дури и кога би се открил лек за бесмртност, тој веројатно би покренал мноштво етички, социјални и практични прашања. Например, кој би имал пристап до таков лек и по која цена? Како би влијаело на општеството и на животната средина доколку луѓето живеат многу подолго отколку што живеат во моментов? Какви би биле импликациите за врските и смислата на животот ако смртта повеќе не е неизбежна? Севкупно, иако темата за бесмртност и долговечност е фасцинантна и ја зароби имагинацијата на многумина, важно е да ја пристапиме како и со секое научно или филозофско истражување. Важно е да се потпреме на истражувањата засновани со докази и да се вклучиме во отворен и искрен диалог за потенцијалните импликации од какви било откритие или напредок.
Последиците од долговечноста потенцијално би можеле да бидат и позитивни и негативни. Некои од потенцијалните позитивни последици од зголемувањето на животниот век може да вклучуваат: 1. Зголемена продуктивност и придонес во општеството. Доколку луѓето би можеле да живеат подолго, тие потенцијално би можеле да продолжат да работат и да придонесуваат за општеството подолг временски период, што ќе доведе до зголемена продуктивност и иновации. 2. Повеќе време за лично исполнување. Доколку луѓето имаат повеќе години живот, би имале повеќе време да се занимаваат со лични интереси, хоби и врски. 3. Подобрена здравствена заштита и квалитетен живот. Како што напредуваат истражувањата за долговечноста и старењето, тоа може да доведе до подобрување на здравствената заштита и квалитетот на живот за луѓето од сите возрасти. Од друга страна, постојат и потенцијални негативни последици од долговечноста, како што се 1. Пренаселеност. Ако луѓето би можеле да живеат многу подолго, тоа би можело да доведе до пренаселеност и оптоварување на ресурсите. 2. Зголемена економска нееднаквост. Ако само неколку избрани луѓе би можеле да си дозволат пристап до третмани кои го продолжуваат животниот век, тоа би можело да ја влоши економската и нееднаквоста и да создаде социјални тензии. 3. Социјална изолација и осаменост. Како што луѓето стареат и ги надминуваат своите пријатели и саканите, тие може да доживеат зголемена социјална изолација и осаменост. 4. Етички дилеми. Постојат и етички дилеми поврзани со долговечноста, како што се прашањата околу распределбата на ресурсите и влијанието врз општествените норми и вредности. Севкупно, иако потенцијалните последици на долговечноста се сложени и повеќе слојни, важно е да се продолжи со истражување и разбирање на потенцијалните импликации од продолжување на животниот век на човекот преку начини, истражување и отворен диалог. Друга потенцијална последица на долговечноста е влијанието врз животната средина. Доколку луѓето би можеле да живеат многу подолго, тоа би можело дополнително да ги оптоварува ресурсите и екосистемите на планетата. Ова може да доведе до различни еколошки проблеми, како што се прекомерната потрошувачка, загадување и уништување на живеалиштата. Понатаму може да има несакани последици од продолжување на животниот век, што не можеме да ги предвидиме. Например, ако луѓето би можеле да живеат многу подолго, тоа би можело суштински да ги промени социјалните и културните норми околу старење, работа и односите. Ова може да има прановиден ефект врз општеството како целина и да создаде непредвидени предизвици и можности. Исто така, важно е да се земат предвид потенцијалните медицински и технолошки предизвици поврзани со продолжување на животниот век. Например, ако луѓето би можеле да живеат многу подолго, тоа би можело дополнително да ги оптоварува здравствените системи и да бара развој на нови медицински третмани и технологии. Конечно, важно е да се признае дека може да има ограничување на човечкиот животен век без оглед на напредокот на медицинската технологија или научните истражувања. Иако, можеби ќе можеме да го продолжиме животниот век до одреден степен, малку е веројатно дека некогаш ќе можеме целосно да ја елиминираме неизбежноста на смртта. Накратко, последиците од долговечноста се сложени и повеќе слојни и важно е да се пристапи кон оваа тема со претпазливост и внимание. Иако постојат потенцијални придобивки од продолжување на човечкиот животен век, но исто така постојат и многу потенцијални предизвици и несакани последици кои мора внимателно да се разгледаат и проценат. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.